сме фокусирани на инвестициите во патната инфраструктура, која во овој регион е од огромно значење за граѓаните и за компаниите, но и за туристичкиот развој. Изминативе години направивме сериозни инвестиции и реализиравме голем број на проекти. Минатата година отпочнавме со изградба на автопатската делница Кичево-Охрид во должина од 57 км. Проект кој согласно утврдениот рок за градба ќе биде целосно реализиран до јануари 2018 година. Капитален проект за целиот регион и за Република Македонија, која за секој реален човек ќе значи позитивна работа. Проект на кој во огромен дел работат македонски работници и македонски компании. Проект кој еден мал дел на луѓе пробуваат да го извалкаат. Не за друго, туку од едноставна причина што ние го градиме овој автопат, што тие само го говореа, а никогаш ништо не направија. Бидејќи нивниот гнев и нивната омрза потекнуваат од тоа зошто ние реализираме капитални проекти и создаваме дела и со тоа се гледа нивното неработење во минатото. Со нашите проекти, кои значат за секој граѓанин на нашата држава, тие практично дополнително се разобличуваат во нивното неработење и безиденост. Автопатот Кичево-Охрид ќе биде дополнет и со уште еден капитален проект на кој посветено со години работиме, а тоа е изградбата на автопат Гостивар-Кичево, кој ќе значи поврзување на автопатот Скопје-Гостивар и новиот автопат Кичево-Охрид. Денес сакам да најавам дека како што кажавме, така и направивме. На минатата седница на владата, сега во вторникот, веќе ја усвоивме физибилити студијата за овој проект и ја донесовме одлуката за почеток на постапката за изградба на автопатот Гостивар-Кичево преку концесија, а набрзо ќе биде објавен и повикот за избор на концесионер кој ќе ја гради оваа автопатска делница, која ќе биде во должина од 47 км и со која Скопје и Охрид ќе бидат целосно поврзани со автопат. Планот е некаде во мај да излезе овој оглас за издаѓање концесионер. Во регионов, за реконструкција на регионалниот патен правец Струга-Дебар, изминативе години инвестиравме околу 10 милиони евра за 50 километри, а на кој во месец мај почнуваме со поставување на нова сообраќајна сигнализација и опрема од околу 100.000 евра.